Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во мојата училница за да го следите предметот математика за 9-то одделение. Јас сум Снежана Карличка, наставник по математика во Основното училиште Браќа Милодиновци од Куманово. Што треба да имате за да можете да го проследите часот? Пред вас треба да имате тетрадка со прибор за пишување. Да го проследиме часот. Множење на два алгебарски изрази со два члена, кои што ги нарекуваме биноми. Целите на денешниот час се следниве. Треба да ја научите процедурата за множење на биноми, значи процесот како се изведува множење на биноми. Откако ќе го научите процесот, да се снаоѓате и со производ во кој што има множители со повеќе членови, да ги запознаете формулите за скратено множење и се разбира, истите да ги применувате во посложени изрази и равенки. Да го проследиме часот. Записот што го гледате, А плюс Б по С плюс Д, е производ од два биноми. Да видиме како се множат овие два биноми. Процедурата е следна. Значи, започнувате со првиот член од првиот бином. Него го множите со првиот член од вториот бином. И тој производ го запишувате. А по С. Повторно првиот член од првиот бином го множите со вториот член од вториот бином и него го додавате како производ А по Д. Потоа, вториот член од првиот бином го множите со првиот член од вториот бином и овој производ го додавате, Б по С. И на крајот, вториот член од првиот бином го множите со вториот член од вториот бином. И овој производ го додавате, Б по Д. Што добивме збир од 4 члена. Затоа што секој член од првиот бином го помноживме со секој член од вториот бином. Ете тоа беше процедурата за множење на два биноми. Да видиме како тоа се прави на пример. Еве еден пример. Х плюс 2 да се помножи со х плюс 5. Значи ја применуваме горната процедура. Х по х е х на квадрат. Запишуваме. Потоа, х по 5 е плюс 5х. И тој член го запишуваме. Одиме со вториот член од првиот бином. 2 по х е плюс 2х. И 2 по 5 е плюс 10. Секако мора да внимаваме на знаците што се наоѓаат во биномот, бидејќи производот ќе зависи од знакот на нивните члени. Можете да забележите дека во производот што го добивме имаме два слични мономи кои што треба да се сведат. Така што изразот ќе премине во х на квадрат плюс 5х плюс 2х е 7х плюс 10. Значи го упростивме изразот и со тоа го добивме производот на овие два биноми. Множењето може да се врши и со помош на цртеж. Значи имаме еден правоаголник, чии што страни ги поделивме на делови
Како членовите во биномите. X плюс 6, тоа се овие членови, и X плюс 4, тоа се членовите од вториот бином. И множиме секој со секој. Значи, X по X е X на квадрат, ето тој производ, плюс X по 4 е 4X, еве го тој производ, плюс X по 6 е 6X, тоа е член, што го гледате, и на крајот 4 по 6 е 24. Ево го член. И овде забележуваме слични мономи, чишто збир е 10x, со што го добивме производот x на квадрат плюс 10x плюс 24. Значи, овие два полинома ги помноживме со помош на овој цртеж. Сега ќе зборуваме за формулите за скратено множење. Тоа се формули кои ќе ви помогнат да помножите два специфични бинома, без да ја применувате претходната постапка, туку со скратено множење да се послужите за побрзо и полесно одредување на производот на двата бинома. Таква формула ќе изведеме сега од изразот А плюс Б по А минус Б. Ова е еден производ на два биноми што има исти членови. Значи А и Б. Збир и разлика од два исти члена. Ако ја примениме претходната постапка и извршиме множење, А по А е А на квадрат, А по минус Б е минус АБ, Б по А е БА или АБ и Б по минус Б е минус Б на квадрат. Бидејќи во изразот добивме два спротивни мономи, нивниот збир е 0 и ќе ни останат единствено првиот и вториот член од овој израз, значи првиот на квадрат минус вториот член на квадрат. Еве ги членовите А и Б, значи А на квадрат минус Б на квадрат. Со што ја добивме формулата за скратено множење. Што значи тоа? Дека вакви два изрази кога имате во производ, директно го запишувате нивниот производ на овој начин, така што имате разлика од квадратите на првиот и вториот член. А на квадрат минус Б на квадрат. Тоа значи дека оваа постапка, овој израз овде, ќе го прескокнеме и одиме директно на крајниот израз. Втора формула за скратено множење е кога имаме бином на квадрат. Бином на квадрат значи биномот помножен сам со себе. Ако го извршиме множењето по процедурата што ја научивме, тогаш ќе добиеме А по А, А на квадрат, А по Б плюс АБ, плюс БА, значи уште еднаш АБ, и плюс Б по Б, Б на квадрат. Овдека исто така имаме два слични монома, чишто збир е 2АБ. Значи добив А на квадрат плюс 2АБ плюс Б на квадрат.
со што ја завршивме постапката за множење. Значи, бидејќи производот, квадратот на еден бином секогаш е ваков, тогаш ние ќе ја земеме формулата за скратено множење, во која што гледате на што е еднаков квадратот на еден бином. Значи, А плюс или минус Б, значи може да биде или едното или другото, е секогаш еднакво на првиот член на квадрат плюс или минус, зависи од знакот, што го имате во зградата, 2 пати А по Б. Тоа значи 2 пати првиот по вториот член и плюс вториот член на квадрат. Тоа се двете формули за скратено множење што вие можете да ги примените кога ќе ги сретнете во дадени изрази или равенки. Еве да решиме една равенка во која што на левата страна имате бином на квадрат и на десната страна имате еден бином на квадрат. Значи, ги применуваме формулите за скратено множење. Првиот на квадрат плюс 2 пати првиот по вториот плюс вториот член на квадрат еднакво на повторно првиот на квадрат минус 2 пати х по 3 и минус 6х и плюс вториот член на квадрат е 9. Во равенката што ја добивме, имаме два исти члена на двете страни од равенката. Кога имаме такви членови на двете страни на равенката, тие треба да се поништат, бидејќи нивниот збир е 0. Така да, ќе ни остане равенката 4х плюс 4 еднакво на минус 6 плюс 9. Ја решаваме равенката вообичаено. Значи, од лево ги префрлуваме сите членови со х, од десно без х. При префрлувањето внимаваме на знаците. Значи, секој член што го префрлуваме треба да го смени знакот во спротивен. 4х плюс 6х е 10х, а 9 минус 4 е 5. 10 го префрлуваме од десната страна, бидејќи одека е множител, станува делител, добиваме 5 десетини. И ако ја скратиме дробката, ќе добиеме една половина. Што е решение на равенката? Се надевам дека од овие работи што ви видовте, ќе можете и самите да се снајдете, иако лекцијата ви е достапна во учебникот на страна 180, а задачите 1, 3, 5 и 11 на страна 182, пожелно е да ги изработите сами, за да проверите дали добро ја совладавте денешната методска единица. Ви пожелувам успех по работата и до гледање.